Се наоѓаме утрово во поликлиниката Аџибаден Систина во Битола. Наш денешен гостин е доктор Иван Трајков, аритмолог, електрофизиолог. Добро дојдовте на програмата на Тира телевизија. Добар ден и благодарам за оваква покана за да разговараме за една многу актуелна тема. Наша денеска тема на разговор е поставувањето на пейсмейкери кај луѓето со срцева слабост. Најпрво да им откриеме што представува срцевата слабост и која е потребата, кога е потребата од поставување на еден пейсмейкер. Така. Пейсмейкерот е една направа, еден многу прецизен компјутер кој што со години го употребувавме во модерната кардиологија и тој воглавно се употребуваше кај пациенти кои што имаат спора срцева работа за да ја забрзаме срцевата работа. Во последните неколку години, околу 10 години, се воведе нова индикација, тоа е поставување на такви апаратчиња, така наречени пейсмейкери за срцева слабост, односно повторно ресинхронизирање на срцевата работа. Што значи тоа? Со кратки црци, срцева слабост значи намалена пумпна снага на срцето како мускул и со сите последици на намалената пумпна снага, тоа значи со намалување на пумпната снага се намалува и кондицијската способност на пациентот и сите други работи околу белодробната функција, бубрежната функција, мозочната функција. Улогата на новиве пейсмейкери, така наречени, како што повторите, ресинхронизациони, е да е некако зајакнеме од електрична гледна точка таа пумпна снага на срцето. Поставувањето е една рутинска процедура, тоа не е операција, значи е во локална анестезија, процедурата трае помеѓу 30 и 40 минути, тој пейсмейкер се поставува подкожно и се користи венскиот пат за доаѓање до срцевиот мускул. Се поставуваат 3 електроди, тие се васкуларни сонди кои што доаѓаме до срцето и да помогнат пумпната снага на срцето од 3 страни на срцето. Со тоа пациентот добива рамномерна работа на срцето, добива зголемена пумпна снага на срцето и ги намалува потребата, што е најбитно кај нашите пациенти, од лековите. Претоа што пациентите со срцева слабост примаат 5, 6, 8 лека, кои што од различна страна да му помогнеме на тоа срце. Со ставањето на овие нови пейсинг системи се намалува потребата драматично на лекови, пациентите остануваат од 1 до 2 лека после тоа. Кои се најчестите болести кои што доведуваат до срцева слабост кај пациенти? Појавата на срцева слабост, најчеста причина, како и воопшто во кардиоваскуларниот проблем, е болеста на крвните садови на срцето, така наречена коронарна артериска болест. Тоа се сите верзии на ангина пекторис и срцев удар, миокарден инфаркт, кој што како последица на тоа едниот дел од мускулот ослабува и тој дел неравномерната работа на срцето на мускулот што е ослабен и мускулот што е здрав прави срцева слабост, значи намалување на пумпната снага на срцето. Втора најчеста причина се валвуларните болести, значи болест на валвулите помеѓу предкоморите и коморите. Трета е болест воспаление на срцевиот мускул, као миокардит, перикардит, значи како последица на воспаление се ослабува срцевиот мускул. И на крај остануваат сите оние познати или помалку познати причини, значи нерегулиран крвен притисок, покрај тоа ако е комбинирано со шеќерна болест, значи една комбинација на многу фактори, познати и непознати, фала Богу и од друга страна постојат и генетски фактори, имаме пациенти кои што кај многу мала возраст добиваат срцева слабост и на крај, значи една комбинација на сите овие фактори донесува до срцева слабост. Честа работа во популацијава, за жал, али модерната кардиологија отвара нова гранка, значи практички лекување на срцева слабост без лекови, значи со поставување на пейсмейкер. Дали има ризик при поставувањето на пейсмейкерот или не? Ги делиме на ризик мал и помалку битни. Угловала една екипа кој што, како што сме ние во Аџибаден Систина, значи екипата, ние заедно работиме од прилика 15 години, значи зборам за тим на 20 доктори, 2 сестри, 1 техничар, ризикот се сведува на минимум, значи зборам за локален некој подлив, бидејќи работиме или пак е оперативен систем и така натаму, практички е сведено на минимум. Ние во мојава екипа, што сме јас и доктор Ковачевиќ, такво нешто до сега се нема десено. Значи спаѓа во интервенции со многу мал ризик. Како работи пейсмейкерот и дали има век на траење? Пейсмейкерот, реков, е една машина, многу прецизен компјутер, кој што работи на така наречено
броило, значи електродите што ги поставаме во срцето имаат два дела, значи имаат сензор да го регулира природниот импулс и имаат дополнителен сензор за да му помогне во таа работа. И една комбинација на тие двата сензора ја подобруваат срцето. Значи од една страна ја следат нормалната срцева работа и таму кај што треба помагаат во кога пулсот ќе падне под 60 или под 50, зависи колку ќе го програмираме, бидејќи пейсмейкерите не се фиксни, после се програмираат на секој пациент посебно. И идејата на тоа е да го што повеќе искористиме природниот импулс. Прашав ти за долготрајноста, модерните пейсмейкери порано траја многу помалце, стандардните пейсмейкери, така наречени со една електрода, траат веќе над 14 години, тие со две електроди, значи двокоморни пейсмейкери, траат веќе над 12 години. Овие последнава генерација на пейсмейкери за срцева слабост стигнаат до прилика 10 години. Работата е што кај срцева слабост постојано се активни 3 или повеќе сензори и тоа ја троши батеријата, ама ипак сега збориме за 10 години трајање на батерија. Тоа од една страна и контролите, што е многу битно на пациентите обично со срцева слабост мора да доаѓаат секој месец во амбуланта за да ја проверуваме терапијата, да ја дополнуваме, да ја намалуваме. Со поставувањето на нови пейсинг системи, улогата на контролите се сведува еднаш до 2 пати годишно. Од што се состои контролата? Контролата прво се состои од клинички преглед на пациентот и, што е битно, техничка контрола на пейсмейкерот. Техничката контрола се прави амбулански, со еден посебен магнет кој што е, се поставува над позицијата на пейсмейкерот и трае 5 минути, значи тука нема ништо, да се проверат состојбата на батеријата, состојбата на сензорите, колку е потрошена батеријата, колку е отпорот на електродите, тоа ни покажува и колку ќе трае пейсмейкерот и кога ќе дое време за промена на батеријата. Само батеријата се менува. Така, батеријата кога се менува, тогаш повторно пациентот е подложен на хируршки зафат за да се смени? Минимална интервенција, значи се отвара кожата, да се смени батеријата и се значи интервенцијата при промена на батеријата е 5 до 10 минути. Повеќе е хируршката припрема во смисол на стерилизација и припрема на собата, него самата интервенција. Амбулански ја врши, значи пациентот доаѓа истиот ден си оди. А и за поставување на претходниот, значи било кој пейсинг систем, потреба има максимум еден ден до болница. Значи порано ги државме многу дена, сега е практички амбуланска интервенција. Каков е животот на еден пациент со поставен пейсмейкер? Животот е најнормален, значи не треба никакви рестрикции, како порано што беше, значи интеракција со одредени кухни апарати, значи со одредени рестрикции у смисол на летање со авиони и така натаму. Модерните системи во последните неколку години се комплетно заштитени од секаква магнетна интеракција и магнетна влијание на самиот пейсинг систем. Освен, тоа е сега во подорно време ги ставаме и тие пейсмейкери, али пейсмейкери што се ставени пред 2 или 3 години, не може да се прави едно испитување, тоа е магнетна резонанца на телото. Со тоа, али ви кажувам, новите системи се магнет отпорни, тоа значи сега пациентот го прашуваме дали сака ваков или таков пейсинг систем и добиваат пациенти кои што можат комплетно да направат испитување магнетна резонанција на цело тело, кој што и од 1,5 Тесла и од 3 Тесла, апсолутно е тоа покриено. Таква опција и нудиме во болницата, тоа све зависи од типот на болеста и од тоа што очекуваме да пациентот има потреба од магнетна резонанција и така натаму, али у глобала живеотот со пейсмейкери е како секој нормален човек после тоа. Ја имам голем број на пациенти кои што се спортски активни, во смисол еве 20 пациенти ќе трчат и на новиот маратон во Скопје сега со пейсмейкери, мислам апсолутно најнормален живот после пейсмейкери. Колку младите страдаат од срцева слабост? У глобала срцевата слабост е болест на возрастната популација, значи доминантно се над 50 години, али имаме пациенти кои што, еве, например, воспалението на срцевиот мускул не прашува колку години е пациентот, па имаме за жал и пациенти кои што се многу помлади, што имаат потреба од пейсмейкер. Али у глобала е болест на возрастната популација над 60 години. Мажите или жените? Каква статистика? Исто е, значи апсолутно, значи све зависи од основниот фактор, значи мажите повеќе оболуваат од коронарна болест на крвните садови, али во однос на срцева слабост
нема некоја посебна, тука е отприлика бројка. Кои се најчестите причини? Зошто доведува? Дали новиот начин на живот доведува до слабост на Не е толку новиот начин, туку должината на животот. Должината на животот се продолжи во светот, па посебно во Македонија, например, секој ден сме сведоци на пациенти кои што се над 80 години, кои што тоа срце се истрошува, посебно ако има покачен крвен притисок, реков шекерна болест, болест на артериите, одредена аритмија кој што го изморува тоа срце, и потребата кон поставување на вакви апарати станува секој ден повеќе и повеќе. Значи, не е толку начинот на живеачка, туку е должината на животот, е фактор кој што, фала Богу, и квалитетот сакаат пациентите имаат и во возрастните години квалитетен живот да не зависат од друг, а тоа и го овозможува и новите пейсинг системи. Ваш совет? За да не дојде до срцева слабост, значи да бидат нашите сите пациенти активни, значи редовна физичка активност, регулирање на телесна тежина, регулирање на крвен притисок, тоа се трите најчести можни фактори несакани, паралелно со тоа регулирање на шекерот и регулирањето на маснотеите. Ако вие 5 работи се бидат во една, ќе имаме здрава популација, што помалку се кардиоваскуларни болни, што помалку се миокардни инфаркти, да бидат активни. Јас ви благодарам за гостувањето на програмата на Тира телевизија. Се гледаме по наредна прилика. Благодариме на вас и се гледаме, како што рекавте, друга тема која што е актуелна во кардиологија.